Почитувани гледачи, денеша наш гостин во утринската програма на македонската телевизија и познат на македонската јавност, архитектот Васил Илјов. Како што кажав, познат и дојде со толку многу материјал, можам да кажам неуморен во истражувањата на македонската историја во однос на цивилизациите, јазикот, културата, археологијата. Добро утро и добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро и добро ве најдов. Јас верувам дека не сгрешив во она што навистина истражувате и постојано сте неуморен кога се однесува се она што го врзува името Македонија. Точно. Навистина еден од големите истражувачи, меѓутоа и голем македонист, морам така да ве најавам. Благодарам на добрите зборови. Од кога датира? Постојано вака ве гледаме во јавноста и постојано кога доаѓате кај нас на нашите гостувања, се нешто продлабочувате во годините наназад, како постојат цивилизации, култури, пишувани артефакти на овие простори. Па еве најстариот доказ за писменоста е некаде со 100.000 години пред наша ера. Вака директно за да ви одговорам на вашето прашање. Значи, ова е една мала плочка, некаде околу 2,5 на 2,5 сантиметри, Така. која е пронајдена на најјужниот дел на Јужна Африка спрема Индискиот океан во пештерата Бломбос, кај што 20 години, веќе биде 21-та година, се вршат археолошки истражувања од најголемите центри во светот. Се вклучени повеќе од 28 антрополози, професори од Норвешка, од Германија, Италија, Франција, од Јужна Африка, од Канада, од Соединетите Американски држави. И еве, навистина, таа пештера дава извонредни податоци како за уметноста, кај што артефактите се датираат со старост некаде до 200.000 години пред наша ера. И еве сега имаме тука, они вика дека тоа се некои сигнатури, некои паралелни линии и го датираат некаде со 100.000 години пред наша ера. Што значуваат? Нас во јавноста може би само така да ни изгледаат, меѓутоа што Еве, јас се обидов тоа некако да го дешифрирам. Прво треба да кажеме дека се работи за една преисториска македонска револуција, па во таа преисториска македонска револуција имаме палеолитска македонска револуција и имаме неолитска македонска револуција, што значи се работи со ова за еден палеолитски континуитет на македонската писменост, јазик и култура со датирање најмалку од 100.000 години пред наша ера, а со 77.000 години, исто така на ова пештера, има артефакт кај што е дешифрирано името Македонија и они го датираат артефактот со старост од 75.000 години пред наша ера, односно со 77.000 години. Се тоа ни го кажувате што ги вршеа истражувањата од сите овие светски центри. Да, во однос на датирањата. Так. Иако сега постои одредена контрадикторност во однос на сублимираната материја која сервира, да речеме, антрополозите, кај што наводно тој умен човек, нели, се наоѓа во некоја понеразвиена состојба и така натаму, и одеднаш сега ние доаѓаме до лингвистичките анализи, кај што има еден развиен јазик, конкретно овдека, од горе надолу и од лево кон десно, што е доста симптоматично, затоа што древномакедонскиот јазик и воопшто древномакедонската писменост во неолитот претежно е напишана со комбинација, нели, од десно кон лево и со комбинација од горе надолу. Такви имаме многу примероци, како што се, да речеме, печатите од Говорлево, па ете еден овака маркантен пример, тоа е најстариот обелиск кој беше пронајден во подножјето на Кожув планина на локалитетот Милисин и така натаму, која се датира некаде со 5.000-6.000 години пред наша ера, а печатите од Говорлево, конкретно Таркалезниот печат, се датира некаде со 6.000-7.000 години пред наша ера, што значи се на ова територија во Македонија имаме доказан материјал за писменост, за јазик, за култура, најмалку од 9.000 години во континуитет, а со ова сега и со оние други наоди кои се пронајдени на европскиот континент, во Азија и во Африка,
веќе се воспоставува, нели тие служат како репери и се воспоставува еден континуитет на таа писменост, што значи апсолутната хронологија на писменоста на човештвото, посебно одделно и на македонската, веќе оди некаде со 100.000 години, али тоа не значи дека не може да се пронајдат и постари податоци. Конкретно овдека ние имаме од горе надолу с ма, значи имаме име на големата мајка Божица, женски род, с ил од лево кон десно, тоа е машки род, богот на сонцето, и имаме с илем, најстара падежна форма и деминутив од богот на сонцето Ил, што значи имаме машки род, женски род и среден род. Така. Многу денешни цивилизирани народи не ги познаваат родовите. А ние имаме таква една таков еден доказ, најмалку со 2000 и, да речеме и ова, 11 години. Кога тоа го зборувам, пред се имам предвид дека тој палеолитски континуитет се пројавува на повеќе места. Во овој Зошто се случај, појавува на повеќе места, дури на 3 континенти, како што кажувате? точно на 3 континенти, причини? јас тоа го нареков како културата или писменоста и јазикот на великата зета Македонија. Зошто? Па затоа што на истиот тој предел, кај што е пронајдена една мајлија, многу од тие истражувачи тврдат дека наводно тука имаме некои сигнатури или некои нумерички форми и така натаму, а фактички се работи за една многу интересна појава, кај што со наводно геометриски систем, еве тука имаме таа мајлија, кај што имаме една комбинација кај што се напишани и од десно кон лево, и од лево кон десно. Значи, тоа се компатибилни лигатури, како денес некој во компјутерот да стави такви форми, тешко дури денес да се направи таква една комбинација, ова извонредно функционира. Јас овдека успеав да го дешифрирам името Македонија, успеав да го дешифрирам писарот, да имате писар 77.000 години пред наша ера, тоа значи треба да имате организирано општество, треба да имате образовен систем, треба да имате цивилизацијата. Треба да имате цивилизација. Значи цивилизацијата не може да почне ако немате писменост, ако немате јазик, ако немате култура. Овдека имаме ние како македонци доказен материјал дека нашето име е старо најмалку 77.000 години. Еве го тој доказ, нели, за Македонија, кај што е напишано од десно кон лево, горе имаме една лигатура на Z-та, кога тоа, нели, ќе се одвои, добиваме Z-та, тоа е дешифрирано од моја страна на 13.12.2009 година. Драго ми е што научниците во светот, благодарејќи на интернетот, ги стават овие информации како резултати на нивните истражувања, за да можат и други во цел свет да се користат со овие работи. Колку се прифатени сите овие докази и дешифрирања? Па искрено да ви кажам, јас носам овдека толку како многу... овие ги прифаќаат овие докази? Па во почетокот имаше доста отпори. Меѓутоа, денес ако влезете во интернет, ако го напишете моето име, нели, Васил Илјов, на Google или на YouTube, веќе ќе ги од покрај настапите што ги имам, ќе видите дека тие се размножени во милиони примероци. Мене овдека јас носам овака како ексклузивен материјал, нешто што снимив, да кажем, од веб страницата на председателот на Соединетите Американски држави и така натаму, нели? Меѓутоа, не е тоа сега за да покажеме, меѓутоа, ете дел од тоа што рековте како се прифаќа, ова е најновата книга
што е Свртата ја издадена према. Така. од мојот драг пријател Ристо Поповски, кој живее во Дизелдорф. Ете, митологијата на македонците. И драго ми е што он ме замоли да му отстапам дел од моите истражувачки работи и за прв пат некој во една книга става за појавувањето на најстарата митологија на македонците и почнува со некаде 77.000 или како што стои овдека 75.000 години пред наша ера. Тоа фактички се мисли на дешифрирањето на името Македонија и на имињата на божицата Ма, на богот Ил и нормално деминутивот кај што фигурира на Иле. Многу од тие научници кои не знаеле за што се работи, еве конкретно да речеме го имаме тука извонредниот француски археолог Пиет, кој кога ги вршил тие истражувања од 1871 година до 1906 година, овие работи ги има објавено, овде аз донесов една исто така, мојот драг пријател од Дизелдорф ми ја испрати, отишол некаде околу 140 километри подалеку да го најде единствениот пример кој остана од неговата студија Едуард Пиет, нели, ова е печатано 1895 година за во списанието Антропологија, ова е како сепарат, нели, кај што он овдека дава некаде околу 102 артефакти, од кои 97 во блутоци кои се пронајдени таму. Меѓутоа, во ова монографија, која е како водич за тој музеј во Мас де Азил, има прикажано некаде околу 1400 облутоци. Може би во тоа време не била толку нели науката напредната, меѓутоа направени се одредени грешки да му биле номерирани сите тие камиња, ние ќе узнаевме комплетно цел тој текст. Меѓутоа тука дава во ова монографија се дава ете овака еден атрактивен артефакт на слонова коска, кај што конкретно тука се датира некаде со 15.000-13.000 години пред наша ера. И исто така можеме тука да го дешифрираме името на божицата Ма, на Ил и така натаму, значи на богот на сонцето и на големата мајка божицата. Тоа иде во континуитет. Во континуитет и го наоѓаме на различни простори. Сега, имав јас една голема среќа, да кажеме, што за да може тоа да се презентира, нема сега тука да ги отварам, меѓутоа ќе кажам само дека како наслов, ова е како прв пат кој ми овозможиле нешто да објавам, тоа е во списанието на Сдруженијето на архитектите, тоа е број